Добро, почитувани граѓани, ајде да продолжиме таму каде што застанавме. Сакам да објаснам една теза која што овие изминати неколку дена најверојатно ви е насока од партискиот центар за комуникации да ја општите и вчера прашав и денеска повторно ќе прашам, навистина не знам уѓе кој ве мести. Па пробувате да провајувате некоја теза, ајде вратете го името, што ќе правиме со името, па ете си земав за слобода јас да ви кажам. Заради тоа што вие кажавте една реченица, историјата мора да се знае за да не се повторува. Сега ако идеме по тоа која повторува историјата, сите тие работи за кои што денеска не постои граѓанин во држава, за кој што се чувствува горд или за кој што не се чувствува понижен, за кој што не се чувствува обезчестено, се случиле во време на СДСМ, господине Тречулевски, и тоа го кажува историјата. И ако прашате зошто, не се тоа некои идеолошки причини да некој верува во тоа што го прави, туку било за власт, за пари, за моќ и за тоа што сте биле седнати во некој скут уценети, за да имате ден повеќе на власт, за да може повеќе да крадете. Ајде да не испадне дека сум го кажал како теза, па да докажуваме емпириски. Сите државни елементи кои што оваа држава ги изгуби и за кои што најголемиот дел од граѓаните се почувствувале понижено, обезчестено, биле во времето на СДСМ. Кажавте нешто за знамето. Тогаш премиер Бранко Црвенковски беше. Тогаш се случи онаа приватизација каде што стотици илјади луѓе беа избркани на улици. Зошто на Бранко Црвенковски му беше потребно сето тоа? За да олигарсите повторно, како и денеска, ја поддржуваат вашата партија. Затоа тогаш ќутевте и бевте на власт и ги подпишувавте тие работи. Потоа дојде Владо Бучковски. Повторно се изгуби дел од националниот елемент. Зошто? Затоа што требаше да се испокрадат парите од ЕСМ. Потоа дојде Заев, се смени името. Зошто? Сите знаат, епски криминал за кој што вие имате сега 18 пратеници. И на крај дојде Ковачевски, тие срамни заклучоци кои што вашите пратеници тука ги гласа. Зошто? За да можете оние да играат фудбал и некој да ви кажува дека ќе продолжите како до сега, за да можете вие брутално да крадете и да плячкосувате оваа држава. Кажавте нешто за членството во ЕУ. Вие мислите дека тоа треба да се достигне со коленичење, без достоинство, со распродавање. Ние не мислиме како вас. Сега ќе имате можност да гледате и да учите како може една држава да ги заштити националните елементи, да им дозволи на граѓаните да бидат тоа што се, да не го распродаваат националниот мелос или националното чувство, а сепак да бидат членови на Европска Унија. Граѓаните сега ќе видат затоа што знаат и затоа такви беа и изборните резултати, дека да, треба да бидеме во европското семејство, но да, треба да имаме заштитен национален интерес, треба да се бориме за тоа и треба еднаш со чест и со достоинство да кажеме дека припаѓаме таму и дека немаме намера повеќе да коленичиме и без достоинство да се нудиме некому. Благодарам.